почитуван заменик председател на владата на Република Македонија, доктор Кочан Ѓушев, почитуван раководител на секторот за соработка во делегацијата на Европската унија, господин Никола Бертолини, почитуван директор на канцеларијата на Светската банка во Македонија, господин Марко Мантованели, почитувана проектна директорка е господин Антонио Шишак, добре дојдовте, почитувани представници на медиумите, добре дојдовте. Денеска е објавен вториот јавен повик за доделување на грантови преку проектот за локална и регионална конкурентност кој се реализира во заедничка соработка на владата на Република Македонија, делегацијата на Европската унија во Република Македонија и Светската банка. Проектот се спроведува преку проектна единица формирана за оваа цел која се координира преку кабинетот на вице-премиерот Кочан Ѓушев. Би сакал да го повикам вице-премиерот Ѓушев да ни се обрати и да ни даде осврт за значајноста на овој проект и какви ефекти за поттикнување на конкурентноста ќе има со спроведување на истиот. Вице-премиер, повелете. Почитуван раководител на канцеларијата на Европската комисија, господин Никола Бертолини, почитуван директор на канцеларијата на Светска банка во Република Македонија, господин Марко Мантованели, почитувана директорка на единицата за имплементација на проектот, господја Антонија Шишак, почитувани новинари, почитувани дами и господа, ми представува особено задоволство денеска да ја промовирам ова акција, односно ова активност, која што ќе се преточи во оглас за да можат општините во Република Македонија и компаниите од туризмот да аплицираат за проекти во така наречената компонента за зголемување на регионалната конкурентност во Република Македонија, што во суштина се однесува на една од индустријските гранки во Република Македонија, тоа е туризмот. Кратко да објаснам, станува збор за проект кој што е подпомогнат со ИПА фондовите со 18 милиони евра и собствено учество на македонската влада од 3,2 милиони евра или грубо 21,2 милиони евра, кои што ќе бидат наменети во три компоненти, кои што ќе бидат денеска покасно од директорката објаснети, меѓутоа се однесуваат за подобрување на условите за туризам во Република Македонија. Туризмот е една од гранките кои што можат да дадат најбрзи ефекти во Република Македонија. Сведоци сме дека последните години, 17-та визави 16-та година, се зголемени бројот на туристи вкупно, а посебно над 20% бројот на странски туристи во Република Македонија, што е охрабрувачки податок дека ова е една од гранките која што може да даде брз и конкретен ефект во индустријата, односно во економскиот развој во државата. Јас ја искажувам својата благодарност према Европската комисија, која што преку ИПА фондовите ги поддржува овие активности, до Светската банка, која што е финансиски имплементатор на оваа програма. Ги охрабрувам и затоа денеска во свечената сала на владата ќе имаме една средба на која што оваа програма транспарентно ќе ја обзнаниме и ќе ја кажеме пред сите чинители на туристичките активности во Република Македонија, а тоа се туристичките оператори, компаниите кои што се занимаваат со туризам, општините кои што треба да направат услови или инфраструктурни предуслови за развојот на туризмот и секако асоциации и здруженија на граѓани кои што во тоа помагаат. За сите овие сегменти, односно за сите чинители, има поодредена компонента во програмата. Сакам да кажам дека се ова сериозни средства, кои што мислам дека ќе имаат сериозен ефект. После подолго време Македонија ќе практично користи средства од ИПА фондовите во оваа компонента, во компонентата на конкурентност. Сакам да најавам дека за 2019 година веќе програмираме заедно со Европската комисија во рамката на сегментот на конкурентност во кој што ги предадаваме и сегментите на образование и на труд, веќе нова програма и се надеваме на позначителни средства во рамките на ИПА фондовите, кои што мислам дека ќе имаат сериозен импакт во економијата на Република Македонија, а при тоа ќе бидат компатибилни, односно ќе бидат во согласност со мерките кои што владата ги има зацртано во својата програма.
Јас сакам да искористам оваа прилика да ги охрабрам сите чинители во туристичкото живење на Република Македонија, а тоа се ќе повторам општините, туристичките оператори, односно економските оператори во делот на туризмот, како и граѓанските здруженија и асоциации кои што се занимаваат со туризам, да аплицираат во оваа програма. Таа ќе биде транспарентна, ние ќе се потрудиме колку што може повеќе да биде визибилна за сите нив, за да даде колку што може поголем ефект на крајот од оваа акција и активност. Јас ќе бидам среќен како потпредседател на влада ако можам да видам конкретни резултати на крајот од имплементацијата на овој програм, да видиме конкретни изградени инфраструктурни објекти и конкретни објекти на економските оператори од туризмот кои што ќе вродат со зголемена економска активност во оваа не мала и мислам се позначајна компонента во македонската економија. Ви благодарам, ќе стојам на располагање покасно за сите ваши прашања, откако и другите говорници ќе ви се обратат. Благодарам. Европската Унија преку делегацијата во Република Македонија е мнозински донатор на финансиските средства за реализација на овој проект. Повеќе информации за партиципацијата на Европската Унија, како и за посокуваните резултати, ќе ни даде раководителот на секторот за соработка во делегацијата на Европската Унија, господинот Никола Бертолини. Dear Deputy Prime Minister Koçon Gyushev, dear country representative of the World Bank, Marco Antonavelli, dear ladies and gentlemen, how beautiful is this? No? You see, there are activities outdoor, people are enjoying. This is what we want to see here. We want to see many of this. We want to support this. The first thing that we notice as foreigners coming here and trying to do these sports is that there are not so many, but before that, we got lost. We get lost in the bush, in mountains. I got lost. I got even injured with a mountain bike because suddenly there was no track. So I got lost. Sorry? The translator. The translator. Okay. Well, but you can translate the synthesis. So, the first thing that we notice, not only that there are no signs, but also that there is a lot of garbage around. I get into the mountains, suddenly I found an illegal dump site. So this has to stop. This country and your people deserve better environment and better climate for having all this tourism. Сакам во името на Светската банка да ви поздравам, дами и господа. Пардон, Европската Унија. Гледам доста активности се случуваат надвор и тоа е сето тоа што се случува надвор, ние сакаме исто така и да го видиме, да можеме и да го поддржиме и да се случуваат повеќе работи. Како странци сакаме да видиме еве ова што го гледате на сликата, но морам да ви кажам дека кога дојдов овде кога го почнав да се шетам, се изгубив. Немаше никакви ознаки. Не само што немаше ознаки, туку имаше и многу ѓубре. Исто така, шетајќи налетав на една нелегална депонија. Тоа треба да запреме. Тоа не треба да се случува повеќе во Македонија. Вие се служувате многу повеќе, многу подобра клима и многу подобро окружување. Now the program is entering into the implementation phase. And this has to follow very strict and quick guidelines. Everybody should have a chance to present a proposal, and everybody needs to improve very much the quality of the proposals as they have been so far. We need, as Deputy Prime Minister said, we need ready-made projects to be implemented. Funds are available, but they will not be available for long. Сега во рамките на
Сега во рамките на оваа програма ние влегуваме во фазата на имплементација и сега се потребни брзи насоки, како што кажа подпредседателот на владата. Сите треба да имаат шанса да им се овозможи тоа да се вклучат во овој проект, но исто така и да го подобрат квалитетот на своите предлози што ќе ги дадат. Значи, на сите оние што се заинтересирани да бидат активни на ово поле, треба веќе да имаат готови проекти со кои што ќе аплицираат. You have everything you need in order to see your dreams realized. You have a project implementation unit, you have a cabinet of a deputy prime minister, and you have the stronger multilateral institution as a World Bank involved in this project. Please try to use all this in the right way and quick. Имате се што ви треба за да можете да ги остварите вашите соништа. Ја имате единицата за спроведување на проектот, имате способен вице-премиер, исто така вклучена е во рамките на оваа програма и Светската банка. Значи, обидете се да го искористите тоа што е можно подобро и со поголеми ефекти за вас. We expect everybody in the next 18 to 19 months in the local municipalities as well as here to work day and night in order to make this a success. Thank you. Последните 18 до 19 месеци да работат максимално, особено локалните општини, за да може да се постигнат резултати. Thank you very much. Благодарам. Благодарам господине Бертолини. Го поканувам господинот Марко Мантованели, директорот на канцеларијата на Светска банка, да даде куст осврт и видување за проектот. Thank you very much, Dobar dan. Dear Deputy Prime Minister for Economic Affairs, Mr. Angushiev, the head of the cooperation of the delegation of the European Union, Nicola Bartolini, dear representative of the media, of the government, thank you for this invitation today. Почитуван представник на Светската банка, почитуван вице-премиер за економски прашања, почитувани представници на Европската унија, потоа медиумите и владата, ви се заблагодарувам за поканата да видам денес овде. I'm particularly pleased by the fact that this project is truly a partnership. It is a partnership between the government, the implementing agency in the Deputy Prime Minister's cabinet, the European Union as financier, the World Bank as administrative agency of the funds of the European Union and provider of technical assistance and supervision. Големо задоволство ми е што овој проект всушност произлегува од партнерство меѓу владата, како во рамките на Агенцијата за спроведување на проектот во кабинетот на вице-премиерот Ангјушев, исто така вклученоста на Европската унија во финансирањето на проектот и Светската банка како административна агенција во однос на финансирањето на проектот и дава и техничката помош ја дава. The project is named Local and Regional Competitiveness, but the focus is on tourism development. Се нарекува локална и регионална конкурентност, но во основа се работи за туризам. And I hope it's very clear to everyone why we look at competitiveness of the economy through the tourism lens in Macedonia. И се надевам дека на сите им е јасно зошто ние преку конкурентноста го гледаме и развојот на туризмот во Македонија. Well, first of all, it's a beautiful country that has a lot of potential and it deserves to be known worldwide. Како прво, ова е прекрасна земја и има многу голем потенцијал и заслужува да биде позната ширум светот. But more importantly, and I refer to a study from the World Bank in 2017, Tourists for Development, tourism is a true force for economic development worldwide. И сакам да се навратам на една студија што ја направи Светската банка во 2017 година, туризам за развој, и која што ги покажува потенцијалите.
So this report analyzes why tourism is such an important force, and it looks at impact in 5 areas. Овој извештај всушност се ја го разгледува туризмот и објаснува зошто туризмот е таква движечка сила и какви се ефектите што туризмот ги произведува. Sustainable economic growth, social inclusiveness and employment, resource efficiency and environmental protection, promotion of cultural values, and mutual understanding across cultures. Туризмот го поддржува економскиот развој, ја поддржува вклученоста, вклучува вработување, исто така заштита на природната околина, културните вредности. Okay. So just on economic development, a few numbers, and then I'll conclude. 10% of the world GDP is linked to tourism and travel. This is the largest service industry in the world. Што се однесува до економскиот развој, сакам да ви дадам неколку бројки. 10% од бруто домашниот производ во светот се произлегува од туризмот и може слободно да се каже дека тоа е најголемата индустријска гранка во областа на нудењето услуги. 7% of international trade is linked to this industry. 30% of export of services is linked to this industry. And this is so the potential for Macedonia to be part of this is huge. 7% од Trade. Од меѓународната трговија паѓаат на туризмот и 30% од услугите. Според тоа можеме да видиме дека овде има огромен потенцијал за Македонија. So we know that tourism can be a force of economic development, empowerment, environmental protection, but if it's poorly planned, you get negative impact out of it. Overcrowding, misuse of natural resources, growth of cementification around the country. Можеме да видиме дека туризмот може да биде значителен фактор во развојот во развојот и на полето на вработувањето, но исто така доколку проектите во оваа област не се спроведуваат како што треба, може да дојде до многу несакани и негативни последици, како што се, например, лошата употреба на природните ресурси во земјата и друго. So the kind of tourism that we are developing in partnership with the municipalities, local industries, etc., is a sustainable tourism that impacts positively on the economy, but also on the environment and on job creation. И оној вид на туризам кој што ние го поддржуваме преку овој проект, всушност заедно со општините и локалните индустрии, треба да биде одржлив туризам за да може да ги даде потребните резултати. We took the project now to implementation phase, and with the leadership of the Deputy Prime Minister, we hope to push forward and achieve results on the ground. Сега овој проект влегува во својата фаза на имплементација, на спроведување и раководена од вице-премиерот господинот Кочо Ангјушев, се надеваме дека ќе подаде значителни резултати. We're very pleased and happy to be part of this partnership. Задоволство ние што сме дел од овој проект и од ова партнерство. Ја поканувам Антонија Шишак, проектниот директор на проектот за локална и регионална конкурентност. Антонија, повелете. Почитуван заменик председател на владата, доктор Кочо Ангјушев, почитуван раководител на секторот за соработка при делегацијата на Европска Унија, господин Никола Бертолини, почитуван директор на Канцеларијата на Светската банка, господин Марко Мантованели, почитувани представници на медиумите. Ми представува задоволство што имам чест да го најавам објавувањето на вториот повик за доделување на грантови преку проектот за локална и регионална конкурентност во туризмот. Преку овој проект
широк спектар на чинители од областа на туризмот ќе имаат можност да ги користат придобивките од овој проект и да аплицираат за проекти кои што ќе го напредат туризмот во државата. Накратко би се осврнала на типовите на подгрантови и кои се може да аплицира за овие грантови. Индикативниот износ предвиден со овој повик изнесува 14 милиони и 300 илјади евра и проектите предвидени со овој проект треба да се реализираат во периодот од 2018 и 2019 година. За инфраструктурни инвестиции можат да аплицираат општините, јавните установи и центрите за плански регионален развој. Предвидените средства за овој тип на корисници е до 1 милион евра доколку настапат самостојно или до 3000 евра доколку настапат здружено повеќе општини или јавни установи. За подобрена испорака на туристичките производи и услуги, како и за зголемено економско локално влијание, предвидени се грантови во висина од 100.000 евра за самостојно настапување и до 300.000 евра за партнерско настапување. Овој тип на грантови може да го користат микро и мали предпријатија од областа на туризмот. Исто така, преку проектот е овозможена финансиска поддршка за туристичките организации, здруженија, граѓанскиот сектор, едукативните центри и образовните установи во висина од 50.000 евра за самостојно аплицирање или до 150.000 евра доколку настапа здружено. Секој од субјектите согласно своите ингеренции ќе дадат собствен придонес во подобрување на туристичката понуда во Македонија, подобрување на инфраструктурата и пристапноста до туристичките локалитети, подобрена понуда не само постоечка, туку и воведување на нови и иновативни производи с големен квалитет во секој случај. Сметаме дека со финансиската поддршка, овозможена преку проектот за локална и регионална конкурентност, ќе придонесеме кон локален економски развој, а исто така ќе овозможиме солидна и цврста основа за одржлив и конкурентен туризам во Република Македонија. Ви благодарам. Ви поканил да се качат господинот Кочан Ѓушев, господинот Марко Мантованели, господинот Бертолини Никола и се разбира Антонија Шишак. Одиме со новинарски прашања. Колеги новинари, имаме 5 минути, ве замолувам да ги искористиме максимално, бидејќи панел дебатата треба да започне секој момент. Кренете рака, кажете до кого го поставувате прашањето и слободно повелете. Верица, Алсат. До господинот Кочан Ѓушев, рековте дека ќе може да учествуваат и општините. Дали е предвидено зајакнување на капацитетите на општините со оглед на тоа дека во минатото се покажа дека дел од општините немаат капацитет да искористат дел од овие средства? Така е. Освен неколку. Значи, во рамките на проектот има и техничка помош, која што се предвидени средства во проектот, за да може да им се помогне на општините да ги подготват своите проекти. Меѓутоа, ние не чекавме до овој оглас. Јас можам да ви кажам дека после изборот на градоначалниците имам остварено средба скоро со сите градоначалници и на сите им кажавме да веќе ги подготвуваат своите проекти и да не чекаме и да губиме време во правење на проекти, него да влеземе веднаш во фазата на имплементација. Се надевам дека тие веќе имаат подготвени проекти, од некој од нив сум веќе информиран дека се спремни со готови проекти и секако ќе дадеме во прилог на тоа да што побрзо влеземе во фаза на имплементација, предност на оние проекти кои што се веќе направени. Но оние општини кои што немаат капацитет тоа да го направат, во рамките на проектот има предвидени средства за техничка помош со кои што ќе им се помогне да ги направат своите апликации и проекти. Сакам уште еднаш околу 21 милион евра, значи ќе бидат на располагање, ќе бидат во форма на грантови и уште еднаш ако може да објасните општините колку средства, микро и мали предпријатија ќе имаат обврска да ги вратат, некакви резултати ќе треба да прикажат, ќе има одговорност за користење на средствата, значи и условите за да ги добијат средствата. Значи, да биде прецизно и јасно за сите, станува збор за 21,2 милиони евра, од кои 18 милиони евра се грант во рамките на ИПА 2
практично грантовите кои што ги доделува Европската Унија преку Европската комисија во Скопје и 3,2 милиона евра кои што се партиципација на владата на Република Македонија. При тоа, за општините ќе има расположивост до 1 милион евра грант, односно 3 милиона евра доколку имаат регионален пристап, при што тоа ќе биде 90% грант и треба да обезбедат 10% собствени средства. За асоциациите и издруженијата на граѓани, тоа се 50.000 евра поединечен настап или 150.000 евра за групен настап, при што повторно се 90% грант и 10% собствено учество, а додека за малите и микропредпријатија кои што работат во делот на туризмот, ќе има средства од 100.000 евра доколку имаат поединечен настап или 300.000 евра доколку имаат групен настап, при што 50% тука е грант и 50% собствено учество на компаниите. Мислам дека ова се прецизни бројки кои што јасно осликуваат. При тоа нема определено во која компонента колку средства ќе се доделат, него ќе биде врз база на тоа колку квалитетни проекти ќе има. Значи, јас се надевам дека најголем дел од средствата ќе бидат доделени во компонентата на инфраструктура на општините, со што ќе биде не поединечна, значи, помош на одредени лица, него ќе биде за сите граѓани на Република Македонија да се направи подобра инфраструктура, како што каже и господинот Никола Бертолини, да не ги гледаме грдите слики во македонските планини и езера, полни со ѓубре, него да гледаме убави патеки кои што ќе ги предизвикуваат и домашните и странски туристи да ги посетат истите. Последното прашање, повелете. Уклучен. Имам прашање околу Казандол. Рековте дека се исполнети условите за раскинување на договорот. Бидејќи се утврдени низа неправилности од нивна страна, дали државата ги има исполнето сите своји обврски од договорот кон нив или отворена е можноста за плаќање пенали? Согласно заклучокот на влада, кој што ви е на сите достапен, Министерството за економија, кое што е надлежно за дадената проблематика, има одреден рок во кој што треба да поднесе извештај и во тој извештај ќе ги видиме сите аргументи. Мислам дека кога зборуваме за економија, секогаш треба да зборуваме за аргументи, да го почекаме, значи, извештајот од Министерството за економија и ќе ги видиме сите релевантни аргументи врзани за овој рудник. На почетокот дека кога сте дошле овде за да прошетате, сте се загубиле. Може ли да ни кажете во кој дел од државата бевте во тој момент? Колеги, ова е последно прашање, немаме време, сите градоначалници веќе не чекаат. Простете. I can tell you in private. Because I don't want to make a bad publicity to one specific place, but I have been in several, so there are different places where need some more attention. Не би сакал да издвојам едно место и да го означам как само тоа како такво. Сум бил на повеќе места и сум бил сведок на истата ситуација. Колеги, ви благодарам. Пред извесен период на пресконференција кажавте дека се соочуваме со Брекзит и дека ќе се намалат средствата финансиски кои што ќе бидат достапни. Владата сега кажа дека очекува поголеми средства за други проекти, поголема поддршка. Како ќе се има ли можност за такво нешто, за поголема поддршка финансиска? The financial support of the European Union to the country is already very big. Финансиската поддршка за земјата е значително голема. Last year we spent 70 million euro in projects. На проекти потрошивме минатата година 70 милиони евра. This year we hope to spend 80 million euro. Оваа година очекуваме да потрошиме 80 милиони евра. Only in bilateral projects, not counting our regional projects. Само во билатерални проекти. Now, as you know, 4 weeks ago, President Juncker presented a new strategy for the Western Balkans.
Како што знаете, пред 4 недели председателот Јункер ја представи новата стратегија за Балканот. And there will be also more funds here and more funds in the region. Според тоа, ќе има уште повеќе фондови овде, средства овдека и во регионот. But it will be already a big success if we don't have to return funds to Brussels. Но ќе биде исто така голем успех доколку не ќе треба да враќаме средства во Брисел. Па, ние не чекаме странците да ни го исчистат ѓубрето. Ние ќе си го исчистиме ѓубрето, а не зборуваме тука во овој проект за чистење ѓубре. Тоа ќе биде друг проект за кој што брзо ќе разберете, а тоа е регионалниот пристап во депониите. Ние тука зборуваме за развој на туризмот. Меѓутоа, нема туризам ако во околината има ѓубре. А ние тоа сами ќе го направиме. Ние не очекуваме да дојде некој од надвор тоа да го направи. Ние само ни помагаат финансиски сами да го направиме. Благодарам. Ви благодарам на сите.